Ако нема усогласување на сите останати плати со минималната, граѓаните и натаму едва ќе крпат крај со крај за да преживеат. Синдикатите алармираат дека зголемениот минималец мора да резултира и со скалесто покачување на сите останати плати, за да не се предизвика крах на системот и за да не се доведе до урамниловка, па така голем дел од јавниот сектор ќе се сведе на минимална плата и референтите и советниците ќе бидат платени како хигиеничарите и општите работници. Синдикатот на работниците од управата и правосудните органи се заканува со штрајк ако нема порамнување на сите примања. Нашето барање беше со пакет со носење на закон за минимална плата да се донесат пакет сите други останати плати што во јавниот сектор, односно во државната управа, правосудство ги регулираат платите. За жал не видовме вчера дека тоа не се случи. Како што кажавме во минатото, ние веќе имаме одлука за протести. Ќе оставиме владата, ќе ги ставиме министерствата до крајот на овој месец да можат да поработат, да донесат измени на сите останати закони, на сите останати колективни договори, да се склучат со синдикатите, со што ќе се регулира конечно ова наше прашање, што е од суштинска важност за сите вработени. И од најголемиот синдикат на образованието СОНГ бараат титно да се преговара за раст на сите плати, како во јавниот, така и во приватниот сектор. Го поздравуваат носењето на законот на минимална плата од 18.000 почнувајќи со мартовската исплата, но се бара фер однос од сите страни. Кажувањата се дека сега граѓаните ќе живеат многу подобро и така натака, тоа е факт, меѓутоа да не заборавиме дека не сите граѓани, него се работи за отприлика 13% од граѓани кои што се засегнати со минималната плата. Останатите 87% граѓани, односно работници во овој случај, се апсолутно незадоволни доколку скалесто не се покачи платата, аналогно на порастот на минималната плата. Тоа значи некаде околу 20% треба во моментот да се зголемат платите на другите работни места. И граѓаните со душа чекаат зголемување на платите, зашто се точи поскап бензин, се троши поскапа струја за 10%, сите производи и услуги за живот заминале нагоре, а капак на се е инфлацијата од 6,7%, која дополнително им ги јаде парите на граѓаните. Дека тоа е така покажува и последната пресметка на синдикалната кошница. Таа во јануари тежела 35.811 денари или дури 770 повеќе од декември лани. Кога беше најавен поголемиот минималец, владата се пофали дека со две најниски плати ќе може да се наполни софрата, па тогаш рече дури можеле и да останат пари. Сега, уште пред да почне исплатата, тоа повеќе нема да важи.